ја видовме овој слайд кои све теми беа овдека проследени. На самиот вовед во ова, ја ќе направам мало едно резиме на оно што беше вечер кажано, да размислувам. Значи, клучен елемент за среќен живот. Во првото поглавје, клучна книга од која истражувавме и црпевме совети и перспективи за квалитетен живот, книга, значи, од Сонја Љубомирски. На позитивната психологија и една од најпознатите истражувачи на тоа поле. Книга таму беше споменато како човекот може или на каков начин среќен, исполнет и долговечен. Ако се сеќавате на оние кои беа на првата вечер, 12 активности, елементи, ставови, вештини беа изразени кои се битни ако сакаме ние да имаме квалитетен среќен живот. И нив ги сумиравме во овие 5 категории. 5 категории. Првата е, значи, вежбање, благодарност и позитивно размислување. Втората е инвестирање во социјални врски, односно крадење на квалитетни врски. Вчера беше фокусот повеќе на тоа, на нас на интимните, брачните. Трети елемент е управување со стрес, тешкоти и траума. Животот не е лесен, ни наметнува проблеми и многу е битно како ќе се најдат тие проблеми. Четврти елемент и четврта категорија на тие активности е живење во сегашност, односно да живееме во моментот и да научиме да уживаме во околината во која се наоѓаме, а не само да мислиме што би требало да имаме, а може би нема, и да на некој начин ни поминува. Таков начин го губиме времето да уживаме во моментот кој го имаме сега. И петиот елемент беше грижа за телото и духот. И сето ова може да мираме во една ваква слика. Значи, психологија представува физичко здравје, психолошко, социјално и духовно. За жало на духовното денеска се помалку и помалку е во фокус и поради тоа мислам ја дека луѓето се повеќе и повеќе несретни од својот живот. Перспектива, денеска ќе зборуваме тоа како да направиме нашиот живот среќен, поуспешен, што е клучен елемент во тој процес. Но кога збориме за успех, мислам дека е многу битно да имаме оваа перспектива која ни наметнува и кој кажува каква полза човек има ако го придобие целиот свет, а на душата своја си напакости. Значи, многу е битно каков концепт ни имаме за успех. Што ќе биде, на каков начин ја креираме сликата за што е успешен и среќен живот. И денеска, значи, ние ова вечер ќе се фокусираме како тоа да го направиме и кои елементи треба да ги имаме во нашето размислување, во нашата пракса. Верувам дека во различни книги или во истражувањата и во размислувањето живот се нашле и дават некакви различни формули за успех или за успешен живот. Ја најдов на една која мислам дека е онака доста проста, но многу објаснува. За вака. Потребни се 4 елемента за да имате позитивен резултат. Во било кој се првиот елемент е способност. Други елемент е ресурси. Имаме трети елемент е процес кој ги направи организација или структура како да искористиме тие способности и тие ресурси. И четврти елемент е став. Еве да го ќе биде центар на нашето размислување ова. Но еве да го илустрираме ова, например. Вие можете да имате способност, како што рековме, али да немате ресурси, а на некој ресурси, али да не знае како да ги користи. Сега гледате, капата се носи сокрие од сонцето, а нека на поинаков начин. Можете да имате способност, ресурси и да имате и процеси, али да имате став. Или она некојаш нас се фаќа инат, нема. Ако овој не е како што треба. И мислам дека за мене во оваа формула ставот е една клучен елемент. Бидејќи ставот ќе одреди доколку ја немам способност, дали ќе ја што да правам тоа е.
Мојот став ќе одреди тоа дали ќе најдам ресурси или само ќе... И затоа мислам дека е многу битно да имаме на ум дека ставот е основа и поддршка за се што правиме. Е клучен елемент за креирањето на сопствената судбина и постигнувањето успех во сите области од животот. Уште од самото почеток на современата психологија, Вилијам Џејмс има изјавено: најголемото откритие на мојата генерација е фактот дека луѓето можат да го моделираат својот живот преку моделирање на ставот на умот. Значи, преку моделирање на ставот на умот го моделираме нашиот живот. Ние не ги гледаме работите онакви какви се, гледаме онакви какви ние сме. Што сака да каже се оваа изјава? У суштина, живееме во реалноста која ние самите ја креираме. Реалноста може да биде јас толкување на реалноста. Дали јас сега ќе бидам пола е празно или ќе бидам радосен дека е полно. Јас сум добар говорник и така натаму, а друго да може би, во ова време кој на предавање, види колку имам јас. Иста реалност, понеква перспектива. Кој ја креира таа перспектива? Јас. Со мојот став, со моето согледување на работите и толкување на работите и со моите верувања кои ги имам. Затоа, значи, ние живееме во реалноста која... Слично на ова се надоврзува Виктор Франкл, кој е основоположник на логотерапија. Нов правец во тогашното време, кога тој ја воспостави на психоанализа, логотерапија, лечење со смисол. И тој вели, се може да му биде одземено на човекот освен едно. Способноста да го избере своето однесување во била која избере својот став. И затоа може да кажеме дека среќна личност не е личност со одреден сплет на околности, туку личност со одреден збир на ставови. Значи, среќна личност не е личност со одредени околности, личност со одреден збир на ставови. Сега, до сега ние зборувавме за важноста на ставот, но може би се прашуваме што подразбира став. Еве да се обидиме да го дефинираме. Значи, став е една комплексна мешавина на мисли, чувства, верувања за нештата. За некого, за нешто, за одредена ситуација. Значи, една комплексна мешавина. Постојат некои уверувања, постојат некои мемории, некои чувства кои ги имаме ние стекнато во текот на животот и на основа на тоа ние имаме одредена предиспозиција кон нешто. Некогаш кои луѓе кои ќе ве прашаат за нешто, па немам став по тоа прашање. Значи, ситуација или нема не сте имале потреба да го развиете. Али за многу луѓе ние веќе имаме некои ставови, некои предубедувања кои се веќе имплементирани кај нас и станале дел од нашата личност. Значи, нашиот став е нашата внатрешна вообичајна реакција кон некои ситуации и некои појави. Тенденција кон одредено мислење, чувствување и однесување. Тоа е некоја внатрешна компонента која се изразува во нашето однесување. Ние не ја гледаме, но таа го раководи нашиот живот. И што е многу битно, се стекнува во текот на животот. Значи, не е дадена, не е, кој што рековме, судбина или късмет имаме тако, него ние ја развиваме. Свесно или несвесно, ние сме одредили одредени ставови. Многу е битно да ги анализираме и да видиме дали се адекватни, дали ни се во корист или се контрапродуктивни. Сите ние ги имаме. Свесно или несвесно сме ги развиле. Верувам дека може би се дошле до оваа слика и прашањето кои иде обично до оваа слика, дали слонот може да се ослободи? Зошто не се ослободува? Било во ситуација кога не
Bilo situacije koga ne može i on zaključil da ja v odnos na to ne možem ništa da napravim. Iako porasnal ima sila sada da го nadžive to, no se ušte stavot je ist, je limitirački. I to se vika naučena bespomoćnost v psihologijata. Naučena bespomoćnost. I zato ние имаме odredeni takvi stavovi kod odredeni mesta, odredeni situaciji v životот, pogotovo kod onije koji smo imali nekoj nesretni iskustva. I to ne može mi to je stavot i sa on, iako može da bude sloboden, će bude vrzan. Бидејќи ставот на умот неговиот му кажува така. И може ова да го сумираме овој вовет, да кажеме дека со еден современ јазик, ставот е програм кој го води нашиот живот. Знаете, денеска користиме компјутери, телефони и внатре има софтвер за некој пој. Софтвер е она што имате све, нели? Имате материјали, батерија и така натаму. Но софтвер е програм кој ги користи сите тие компоненти и ги средува и води како тие компоненти ќе функционираат. Тоа е нашиот став или нашите ставови. Дадено е во животот, имаме тело, може би здравје, околности, но зависи од програмот кој го има во нашата глава, ќе зависи како ние ќе се однесуваме во околината или како ќе ги користиме тие ресурси кои ги имаме. И следствено на ова може да кажеме дека нашиот став е обележен на нашата личност. Се сеќавате на Штрумфови, сите ти има некој надимак, така? Обично ние имаме некои надимаци, некој се по изглед, а некој се по табијет, што викаме народно, така, нели? Така беше Муртенко, нели? Кој ностоп се мрзеше, а и беше и овој кој е храбар, кој што треба, ја можем. Во иста ситуација овој мрзеше, а другиот не бе. И така димаци, тоа обележе кој обојува цел нашата личност. И затоа Винстон Черчил кажува, ставот е мала работа која прави голема разлика. Че мала работа која прави голема разлика. Неприметна е обично, може би не толку ревидираме, размислуваме на неа, но таа сепак го раководи нашиот живот. Сега да видиме каква некаква комбинација на ставови, убедување, размислување, вештини треба да имаме да би биле онака способни или отворени да имаме живот. Прва компонента која веќе спомнавме во првото предавање е оптимизам. Значи оптимизам е првата некоја предиспозиција која човекот треба да има, која го отвара или мотивира да нешто се ни обидува да направи нешто, бидејќи дека нема корист тоа. А оптимистот вели има надеж, можам, зошто да не, способен сум, ќе се обидам и можам да добијам. Затоа тоа е една прва предиспозиција која треба да имаме во животот. Да бидеме отворени за можности, да веруваме дека нашите напори не може да направат. Доколку тоа го немаме, ние нема ни да се обидеме. И ќе ни бидат сите криви или судбината ќе ја колнеме што ни е таква. Но треба да сватиме дека оптимизмот ја отвара вратата за воопшто ние правиме некакви напори. Друг елемент е проактивност. Проактивност. Не знам дали се дошле во контакт со една позната книга на Стивен Кови «7 навики на успешни луѓе». Наистина една бестселер, класик, наистина со многу убави совети. И прв елемент таму кој тој го обработува е токму проактивност. Што подразбира под проактивност? Проактивност значи да се земе животот во своје раце и да веруваме дека сме креирање на нашата судбина, на нашиот живот. Не да ја чекам животот да ми се случи и да реагирам на она што ќе ми се случи, туку да креирам можности кои не ќе ми дадат потенцијал да успеам. Значи не само ја да чекам и да одговарам. Да одговарам на ситуациите, а проактивно вели да ја креирам ситуации кои би ми ишле повеќе во корист или би биле во правец во кој јас сакам да се развивам или да го имам животот обликуван
određen način. I od ova perspektiva može da kažeme дека najdobar način да ја предвидиме нашата иднина е да ја создадеме. Обично не викам, ќе видиме времето што ќе донесе. Е така, и некако чекаме, ќе видиме што ќе не снајде. А проактивност вели не да чекаме ние, него туку треба да ситуациите да ги направиме да бидат онакви какви што треба да бидат. Значи, битно е да имаме таа проактивност. Сметам дека навистина овој елемент често пати некако го превидуваме и на таков начин сме повеќе пасивни агенти во нашиот живот, некако активни агенти. А ова ни вели, значи, ние да земеме така некако да го зграпчиме животот и да се обидеме да го креираме. Друг став кој е битен е адекватна слика за себе си. За психичка благосостојба еден од важните фактори на вистина е каква слика има за себе. Секој од нас има некаква слика за себе си. Ајде едно прашање се. Доколку сега, например, овдека и дојде некој новинар и ве праша, кажете ми 10 работи кои сакате кај себе си и 10 работи кои можеби не сакате кај себе си. На кое прашање полесно ќе одговорите? Зошто? Многу интересно е. А ја обично кога држам предавање го поставам ова исто прашање, некој кој ќе се сети на 10 позитивни или онака па. Некако нелагодно е да се зборува за тоа, да дојдете. Кога изгледа еднаш еден коментар, па не знам, така не воспитале секогаш онака ќути, траи и така натаму. Него, ако немам ја позитивна слика или немам да кажам 10 добри, не е баш као што би требало да биде. Зашто? Али многу е, затоа овде како многу е битна ова адекватна слика за себе си. Денеска постои нешто што обично вика позитивна слика за себе си. Нормално треба да биде позитивна, но мислам дека е многу главен факт е ова да биде адекватна. Зошто на тоа мислам? Дали се допаѓа оваа слика? Дали оваа слика е реална? Па не знам дали ќе му помогне. Обично се користи ова како мотивација, ја мислам дека е контрапродуктивна. Отвара апетити кои не се реални. И денеска постои таква тенденција, поготово од неката америчка култура, ти може све. Sky is the limit. Само ти верувај, помисли, планирај, сонувај и ќе добиеш. Ето, онака, American Dream. Ја не верувам во тоа. Адекватна слика за себе си да си знам моите способности, кои се позитивни, а да си ги знам и своите граници. Да знам до каде можем, колку можем. Зашто ако поставам нереални очекувања, јас се предодредувам на неуспех. Че треба да бидат адекватни, треба да бидат во рамки на своите способности и околности. Денеска постои една друга тенденција, една како доста како да кажем популарна филозофија е тоа е закон на привлечност, law of attraction. Као една парола на тоа најдов на социјалните мрежи една ваков надпис. Ќе кажем прво на англиски, бидејќи таму има онака рима, а после ќе го преведам. Believe that you deserve it and the universe will serve it. Чи верувај дека заслужуваш и универзумот ќе ти го даде тоа. Ако доволно направиш визија и посакуваш, универзумот тоа ќе ти го даде. Значи, фокусот е во желбата. Разбирате? И ја мислам дека има проблеми во тоа мислење. Нормално, ја треба да визуализирам што можам да направам и тоа го слободува мојот потенцијал. Но дека мојата мисла, идеја или дека универзумот нешто ми должи да ме направи среќен, некако не верувам во тоа. Тоа е малку, има база
тој, знаете, онај екстремен индивидуализам кој денес како јас сум центар на универзумот. Као све да постои околу мене да ме направи среќен. И таква филозофија имате во популарните филмови, ти заслужуваш најдобро, ти заслужуваш подобро. И само се зголемуваат апетитите, а се помалку има способност да се оствари тоа и така натаму. Адекватна слика за себе си е да имаме една позитивна вредност, дека јас вредувам, по моје неко убедување ко Божје создание, кој е вреден за живот, кој е еднаков со другите и има право на живот да се бори за живот за благосостојба. Но имам и лимити, не можам се да направам, не сум изнад другите, не сум ни испод другите. Значи, тоа е адекватна слика. И тоа креира една позиција на скромност, али и на некое поуздание, самодоверба, која треба да имаме за да бидеме успешни. И тој баланс секогаш е тешко да се најде. Но е многу битен да го имаме. Доколку ја имам негативна слика за мене, што фатам, ќе си суши. И на некој начин некои луѓе вика, знам, изгубивме, јас сум малер секојаш, кој сум ја, во кола, дека ја се расипува и така натаму. Че таа некоја негативна слика за себе си, да. Ali mnogo je bitno da imаме ta adekvatna. Shodno na to, za da imаме една адекватна слика и да имаме добар пристап кон животот, многу е битно да имаме адекватен самоговор. Сите имаме самоговор. Се збориме на себе си, не онака на проблематичен начин, него на еден нормален начин. Кој се кажуваме нели себе си онака, па ти можеш како или некојаш како можеш и така натаму. Што се кажувате на себе си кој ќе погрешите? Океј. Тоа е многу, онака е можда изгледа некое површно прашање, али многу е клучно. Да од жестината на критичноста тогаш може да ти укажува каков самоговор имаме. Се сеќам еднаш во Подгорица кога бев, кога правев некои работилници таму и една млада жена вика, ја прашава прашање, каже, што се викаш на себе си? Чурка. И го осетив. Ја на себе си онака си викам селјак. Или глуп. За тоа што не е пријатно, али е присутно. Не сакам ја да фарбам нека друга реалност. Али тој само говор ни кажува каков имаме ние ни креира каква слика ќе направиме за себе, каква предиспозиција ќе имаме кон работите. Тој само говор најмногу се креира со пораките кои ние сме ги добиле најмногу во нашето детство. Најмногу од нашите родители, питувачи, другари, брачни другари и така натаму. Од најблиските почнува па на широко. И многу е битен каков ќе биде тој. Дали ќе онака ќе бидеме, имаме секојаш, како можеше, па ово, никогаш више, така натаму. Или малку, многу интересно, често ние сме многу по-благи и конструктивни кон другите него кон себе си. Некој ќе каже, не ми треба мене критика, јас сум најголема критика на себе си. Не се остава на мира, значи другите се задоволни, али ја не сум задоволен со себе си. Гледате? И таа динамика ќе креира каков ќе биде мој живот. Дали ќе биде среќен, ќе бидам задоволен и нема да бидам задоволен. И многу е битно да го истражиме тој наш самоговор. Дали е тој критичен, дали е секогаш вака. Ако сме имале критично настроени родители, ќе имаме таква тенденција. Кој ќе биде онака многу оштра. Друг став кој е многу битен за успех во животот е подготвеност за раст и развој. Подготвеност значи за раст и развој. Дали развивам или мислам дека имам доволно. На оваа тема многу клучна книга е Mindset или ја не знам на македонски дали е преведена. Ова е во Србија, знам дека и во Хрватска ја има, значи Mindset или ментален став. Ова е бестселер и навистина е многу позната и влијателна книга. Што всушност овдека авторот кажува?
Значи, много е битен каков менталитет имаме. Дали е тој фиксен или е растечки. И еве може да кажеме сумирање на сето ова во еден оваков графикон. Се извинам на англиски нема време да направам ја сам на македонски оваква, али овдека имате значи од лево за луѓето кои мислат дека кои имаат тој фиксен менталитет, кои мислат дека она што се им е дадено. Тоа е тоа. Толку. А растечкиот менталитет вели не, јас сум во процес на раст. Јас може да бидам она што ќе направи си. Нешто ми е само дадено, него и затоа многу интересно во воспитувањето оваа жена кажува дека е многу битно на децата не да им се каже колку си паметен, колку си паметна, но колку си вредна. Зашто ако скажеме дека е паметна, а дојде во проблем кој не може да го реши, тие кои имаат тој фиксен менталитет имаат тенденција да лажат. Значи не смеат да прифатат дека не се паметни. Али ако се добро се трудеше, затоа доби резултат. Површно само, али предизвикувам да малку истрачите оваа книга и многу е битен тој. Значи, каков став имам ја? Дали тоа што го имам ми е дадено или јас сум оној кој треба да се и развивајќи се себе си, јас ќе бидам поспособен каков ќе биде мојот живот. Исто на оваа линија, една друга перспектива е поучливост и спремност за нови сознанија. Мислам дека за мене една најтешка категорија на луѓе се луѓе кои не се поучливи. Вие со самото доаѓање овде давате знак дека сте поучливи. И браво за тоа. Најтешки ми се затоа што, знаете, оние кои мислат дека се знаат, немаш ништо да им кажеш. А обично, оние кои знаат малку, мислат дека знаат многу. И што повеќе знаеш, толку повеќе знаеш дека не знаеш. Тоа е иронијата на луѓето, на животот и навистина многу е битно ако имаме ние став на поучливост, ние можеме да се развиваме и на таков начин да го збогатиме квалитетот на нашиот живот. Нешто што не спречува во овој правец е на некој начин ова што викаме живење во комфортна зона. Односно да бидеме, знаете, сите ние имаме некаква комфортна зона во која сме навикнати и не е страв да излеземе од неа. Иако таа може да е добра за нас, ама е комфортна. Некојаш имаме таква тенденција. Значи не, тука, сигурно, што е тука? Ќути трај. Афоризам еднашка прочитав за нас македонци, дека што очекуваш од народ кој национално име му е трпе. Значи, ќути трај. Така али комфортната зона изгледа комфортна и сигурна, али е опасна, бидејќи нема развој. Нема развој. Развојот кај нас се случува кога ќе излеземе од комфортната зона. Кога ќе имаме малку некаква нелагодност, таа нелагодност ќе ни доведе нови искуства. И на таков начин ние растеме и се развиваме. И треба да видиме дека ние секојаш треба да растеме. Као што покажува оваа слика, дали кога некои луѓе ќе ве сретнат после некое време, вау, како се развиле, или каква импресија ќе дадете. Али многу е битно да се гледаме себе си као, онако викаат англичаните, work in progress. Некоја градба каде што има, work in progress, нешто се гради. Има една изрека, вели, ако нема што да работиш, работи на себе си. Таму секогаш има работа. За жал, некои не работат на себе си, очекуваат некако да ми се променат околностите или квалитетот на нивниот живот. Токму кога што рековме, чекаме и ако не се случи тоа, онда даваме кривица или кукаме. Следниот елемент или став кој е многу битен во животот е подготвеност за адаптација. Подготвеност за адаптација.
znači fleksibilnost. Nije sme zamislili može bi kako treba da izgleda naš život ili kako neki celi planovi smo imali, ali život ne izgleda onako kako nešto sakame, kako što smo planirali. I mnogo je bitno kako će se nositi sa te nove situacije. Da li smo adaptacije ili smo strogi? Ne, vaka, ako ne je taka, ništa. Deneska, pogotovo vo biznisot, kažuva дека najvažna komponenta za jedan biznis, za jedna kompanija je adaptilnost. Adaptabilnost. Znači da se adaptira na novite uslovi, бидејќи денеска светот non-stop се менува со толку рапидна брзина да многу е тешко да ги фатите тие промени. Ali zato, znači, ta sposobnost ili predispozicija ili otvorenost na adaptacija je ključna. Možemo to da ga vidimo, na primjer, na ovakva situacija. Da, život ne je fair. To je nešto što treba da ga prihvatimo nije. No, može da kažem, vo red, što imam, što može da napravim sa to. Sad može, kako ova ličnost da kaže, gotovo što da pravim hendikepirana, sam predodredena za neuspeh ili nema završimo život, sve pak što možem da napravim, možem da vidim vo mojte možnosti koje imam, u mojte okolnosti, možem sve pak da napravim nešto. Možem da budem pobednik v okolnosti v koje se nalađam. Ali povtorno to je stav od god redува to. Ne sami te okolnosti. Neko će biti postojano vo nekoj, da kažem, vo situaciji ili vo onaka predispozicija na žrtva, a neko će reći, ne, sam proaktiven, agent na moja ta sudbina, možem nešto da napravam i će napravam. I na ova polja vo naš život bitan je onaj stav ili koje go rekovme na prvoto predavanje ili ono najpoznatite molitvi koji vo svetot koji se koristat je ova koja veli, znači, Bože, daj mi sila da go prihvatam ono što ne možem da go promenam, hrabrost da go promenam ono što možem i mudrost da gi razlikujem jedno to od drugoto. Znači, ovakav stav je mnogo bitan. Znači, potrebno je da prihvatam ono što ne možem da go promenam, i ako se bunam, ako kukam, ako velam дека životot ne je fair, što je mnogo prirodno da se čustvуваме така, бидејќи живот не е фер, и много е битно да ги процесираме тој гнев кој ќе се ако жалење, што животот може би не е фер. Но не треба да останем во таа позиција. Што имам, што направам со тоа што го имам. И храброст да го променам она што можем да го променам. Позитивен пристап кон препреките, кон проблемите. Проблемите зависи како ќе ги гледаме. Дали се онака кој ќе се појават, ќе се повечеме, или ќе речем не, тоа е нормален елемент и јас треба нешто да направам за нив. Зашто што ние обично вака имаме, нели? Нашиот план е, имам тоа, имам цел, вака тамо, за 2 месеца имам толку, ја ќе направам тоа, а животот носи тотално некаква друга реалност. Потребна е, како што рекам, адаптабилност, потребно е прифаќање на тие нови предизвици, на препреките кои имало и влегување во коште со тие препреки. И кога ќе влеземе да ги пребродиме тие препреки и проблеми, ние тогаш најмногу се развиваме. Најмногу од нас не моделирале тие тешки моменти. Ние не ги сакаме, а се највеќе оние кои го моделирале и не граделе као личност. Ние ги избегнуваме, но сепак тие се навистина многу важни. Кај американците има, нели, ова која изрека no pain, no gain. Без болка, без тешкотија нема напредок или нема добитка. За жал, денеска се повеќе постои тој апетит да мислиме дека среќата треба да ни дојде или дека ја заслужуваме, дека универзитетот треба да ни ја даде и така натаму. Но малку се, или обично, се усмеруваме некои успеси некои луѓе и очекуваме и ние такви да бидеме. Некој таму добил или наследство или почнал во некоја гаража, ја ќе почнам во гаража, ќе успеам и така натаму. Значи, али ако истражите библиографиите на оние луѓе кои били успешни, секогаш постоела мака некоја. Кои поаѓале тие и имале став дека секоја можност има тешкотија и секоја тешкотија има можност. И за да се успее, потребна е упорност. Че ние можеме да имаме добри цели, можеме добро да почнеме, но може да застанеме.
Некогаш навистина е тешко. Али само упорност или оние кои се најупорни минуваат. Обично младите гледаат некои херои во спортот и така натаму и мислат дека они така се родени, кој еве са Джокович, он ќе земе, бидејќи играм ја тенис активно и са мислат дека да, тој е тиран, излега и победува така. Он, што би рекли, не спие со топчето. Значи, он него нон-стоп по сати удира, работи на тоа. Упорност. Многу има во позадина, а ние гледаме само тоа успехот и велиме, да, и ја би требало така. Нема шорткат во животот. Значи, нема кратенки. Не е некако, со тој нека на нашен балкански менталитет, сакаме да го хакираме животот. Како помалку да работам, повеќе да заработам. Како ја да најдам, да ми биде убаво, ама не се мачам. И многу интересно, шубава работа, имам ништо не работам. Не знам што е толку убаво тоа, мене би ме убила досада, али среќа да се наоѓа во нешто која креативно работиш, која допринесува со своите таленти, која постои мака, после маката постои задоволство. Ја го велам тоа блажен умор. Навече кога ќе легнеш, ќе викаш, утепан сум, ама ако си направил нешто, имаш некој блажен мир и задоволство. И затоа, значи, треба да имаме неваков став. Значи, ќе имаме различни состојби во животот, кои ќе изгледат безизлезни, но упорноста и ставот дека не треба да се предадеме и да идеме понатаму, може да не помине низ тоа. И во овој контекст, еден друг елемент како еден адекватен став е адекватен поглед на грешките. Многу е битно како се носиме со тие грешки. Како што рековме веќе, што си кажуваме или како ги пребродуваме. Многу е битно да го имаме овој став. Јас направив грешка, а не јас сум грешка. Ова не е игра на зборови, ова се два става различни. Јас направив грешка, што е нормално човечки, а јас сум грешка, значи со мене нешто не е во ред. Имам негативна слика за мене. И таа ќе биде нема да биде конструктивна за мојата благосостојба. Значи, адекватен поглед на грешките. За жал, зборувавме, ако се сеќавате, на оние елемент од оние 12 елементи за квалитетен живот, еден од нив беше спремност за проштевање. За жал, многу луѓе не може да се простат себе си. И онака, како дозволив тоа да ми се деси? Што бев наивна? Па тој, како можеше? Па на него да му дозволам тоа и така натаму и цел живот. Таа грешка ќе обележи целиот наш живот. Тоа ќе биде само ако ние дозволиме така да биде. Трагедии, проблеми се случуваат. Но многу е битно како ќе одговорам на тоа што не се случува. Сете се на Виктор Франкл. Слобода на човекот која е дадена. Како ќе одговори на она што му се случува. Тоа е токму тој став. И ние ќе грешиме, е многу битно да тие грешки не ја детерминираат нашата иднина. Че грешката може да биде добар учител, а може да биде опасен крадец за иднината. И затоа е многу битно како се гледам. Човечки е, погрешив, или некојаш да се тешам себе си кој што тешам пријател. Ми кажеш, па ше попуша, човек, еве ја погрешив, ајде иди напред. А према себе си кој сме многу поонака критични. Како можеше, па тоа памет не ти доаѓа, бе, леле веќе онак. Па и не заслужуваш да бидеш среќен. Како тоа, разбираш, кога не ти доаѓа? Се мота тоа во нашата глава и на такав начин ние се лимитираме себе си. Затоа мислам дека е многу битен ставот кој го дава Карл Јунг или перспективата. Јас не сум она што се случило, јас сум она што ќе одлучам да бидам. Значи, она што не се случило не детерминира. Ние се детерминираме себе си како ќе се поставиме во однос на тоа што не се случува и каква иднина ќе градиме. Друг став кој е многу битен во тој социјален контекст е почитување и грижа за другите.
За жал, мислам дека се помалку има некои прави вредности во нашево општество. И обично крадење, лажење, манипулирање не се нарекуваат со тоа име, него се нарекуваат сноѓање. И за жал, доста и родители на своите деца кажат, нема да бидеш мутав, снајди се и ти. Нели? Не биди наивен толку. И ти се лактај, ти гази малку, ти малку моделирај. Зашто така? Тие вредности успеваат тука и за жал се повеќе има нека солидарност или помош помеѓу себе, некое ривалство, ја да тргнем од тебе, ти си против мене. И на таков начин тоа е толку многу спротивно на оно што го зборевме претходно. Дека ние најмногу зависиме, нашата благосостојба најмногу зависи од квалитетни односи. Но некојаш во желбата за успех гледаме на другите како на ривали, немаме некое заедништво, добри односи или сме сирџи. Нели? Гледаме туѓите маки, за жал денеска прво ќе сликаат некој кој е во мака, а па после ќе гледа да му помогнат. Ако имаат желба да помогнат. За жал се помалку постои таа да видам, али многу е битно нашиот живот да тоа се вика да на енглески abundant mentality. Значи као менталитет на abundance е изобилство, да. Менталитет на изобилство, кој став може да биде менталитет на изобилство е има за сите. А scarcity mentality е не, има малку, секој треба да граба за себе. Тога сме конкуренција. И многу е битно каква таа динамика ќе имаме. Бидејќи во голема мера вашиот однос кон другите ќе го одредува вас. Нормално вие може да бидете многу добри, а тие да ви вратат стои тоа. Али често пати поради тоа не викаме сај ја ќе бидам лош. И злото победува. А Библијата ни дава совет, вели, победи го злото со добро. За да ти биде добро. Ја го додавам ова. Зошто? Значи, ако злото победи, сите сме изгубиле. Разбирате? Али ако не, добро, и мојот став е ваков. Значи, притисокот на културата е многу јак. Доколку јас не сум цврст на моите ставови и вредности, струјата на културата со негативни елементи може да односи. Поготово на ова поле. Многу интересен совет дава Дейл Карнегил во неговиот класик Како да направите пријателство и да ги задржите. Со тоа што ќе бидете искрено заинтересирани за луѓето, ќе стекнете повеќе пријатели за 2 месеци, отколку ако сте потрошиле цели 2 години, обидувајќи се да ги заинтересирате за себе си, за вашите проблеми. Значи, овдека динамиката е чекај прво па после. Але ако е моја вредност е, имам таа позитивна предиспозиција и тоа е моја некој став и вредност, јас се отварам да ми се врати. Или јас сум барем добар пример на некој друг и да него го инспирирам и да правам еден домино ефект. Не домино ефект на злото, него да има на доброто. И повторно еден совет од Исус Христос кој ни вели се што сакат да ви прават луѓето, правете им вие така. Златно правило, се обидувам да го применувам и многу едноставно и решава ситуации. Кој се баш, што да правам сега? Што сака да ти направа тебе, прави им ти на другите. Друг основен елемент за добар став, за квалитетен и среќен живот, веќе го спомнавме во првото предавање, е дух на благодарност. Благодарност, значи рековме, не е богат оној што има многу, богат е оној кој е задоволен со оно што има. Духот на благодарност го гледа целиот живот како еден подарок. Не како некој, на енглески има една реч, entitlement, што е многу тешко да се преведе. А тоа е као некое дадено право да имам да мене да треба да бидам среќен и кој што рековме, универзумот треба да ме усреќи и така натаму. А дух на благодарност вели, се е дар ова што го имам. И со благодарност ужива во него. И на таков начин
го прави животот да му биде богат, а оние луѓе кои не уживаат во она што го имаат, се фокусираат на она што немаат, не може да бидат задоволни. Не може да бидат задоволни. Али, што е многу битно, сите овие работи кои ги зборуваме сега може да се развијат. И дух на благодарност се развива. Имаме едно цело предавање за тоа. И, например, една вежба која може да биде најефикасна, која можете од после ово предавање да почнете да го правите за да развивате дух на благодарност е, пример, пред спиење, ја прво да прашам, пред спиење кога ќе легнете, што мотото е низ глава? Што ви беше убаво во денот или што ви беше лошо? Или мислите како ќе ги решавате проблемите утре што ќе бидат? Една вежба која може да биде многу проста, пред да легнете на спиење, напишете 5 работи за кои сте благодарни во тој ден, што поминал. Најосновна вежба која многу ќе ви даде бенефит. За ова направени се различни истражувања, луѓето кои имаат проблеми со депресија, им ја даваат оваа вежба. И тие се подобруваат. Бидејќи така се фокусираш ти на што беше добро. Некогаш по дефолт не е што не беше добро. А вака, чекај што беше па види се, денеска тоа успеав, ова успеав, оно, и го се репрограмираме да бидеме благодарни. Еве нешто што можете најпрактично да почнете. Друг елемент кој е јако битен за среќа и квалитет во живот, кој е многу превиден, а мене беше интересно, ова не знам дали сте имале прилика да го гледате, ова е уштеден од познати TED Talks, едно од 10 најгледани, Ами Кади, со, значи, како вашето држање на тело одредува кој ќе бидете, или какви сте. Што е идејата овдека? Со држањето на телото ние одредуваме нашата состојба и нашиот став. А она вели, например, ако имате трема, некои луѓе имаат трема, дека јавен говор, дека најголемите стравови и така натаму, и са тие ако имаме некој настан, ако пред тој настан вие направите онака држање на телото, онака ко да сте победник, вака, и вие правите предиспозиција да успеете. А вака, шо ќе направам, Еве, замислите за цело време ја вака да ви зборував. Колку ќе биде убедлив. Зашто? Зашто оваа позиција е на тага, потиштеност. Секоја емоција има одредено емоционално изразување во телото. Обично ние вака кога сме имаме некоја скрушеност, некоја тага, страф и така натаму. Ако сме храбри, ајде. Знаете, која динамика се дава само што ја се исправив и направив некоја енергија. И многу е битно да бидеме свесни како го носиме нашето тело. Ако вака да идете, обидете се, а вака да бидете среќни. Као да сте затворени. Многу е битно и да го тренираме своето тело, како го носиме, и така ќе прави, тоа ќе влие на нашите мисли, нашите предиспозиции, на нашиот став. За жал, многу интересно, некои истражувачи покажуваат, бидејќи сега повеќето се лака на мобилни телефони и постои таа скрушеност. И тоа многу се одразува на младите во нивната ментална состојба. Дека вака нон-стоп. Разбирате? Кои повеќе после и останува така рамената. А ова е рамене на струшеност. Вака, ајде, што треба. Разбирате? Значи, правите предиспозиција да нешто ви се деси. Бидејќи за секоја емоција имаме, например, нели во нашиот мозок одредени центри, например, и вештачко смење благотворно. Разбирате? Че вака, кој ќе направите, се уклучува центарот во мозокот кој ви дава пријатност. Нормално, на долги стази нема тоа да функционира, но некогаш, ако сте ви вака нон-стоп, не може да разбирате. А само да направите вака, ќе видите пријатност некој. Значи, ако ваква фаца имате вие,
не можете да бидете среќни, а не можете и да привлечете на некој начин, мислам, не оној елемент кој го спомнавме претходно, неко да бидете онака приемчиви и за другите и сето тоа натаму. И затоа е многу битно да бидеме свесни за себе си, за своето држање на тело. Викаме, е многу незнатен елемент, али е битен. Ја на себе се работев да баш да некако се држам кога идам, да не одам вака, него да се исправиш и навистина поинако да гледаш ситуацијата. И при анализирање на овој адекватен став или кој е потребен да го имаме, еден елемент кој е многу битен е да знаеме дека ставот е заразен. Што викаат народно, со кого се... Многу е битно да бираме адекватно друштво. На првото предавање реков, ја обично кажувам дека национален спорт во Македонија е кукање. И кога ќе идете на забава за кукање, вие ќе почнете, така. За луѓе кои сакаат да променат некоја ствар, например, за некои кои сакаат да се одвикнат од пушење, кои сакаат да слабеат, кои почнат да вежбаат. Многу важен детерминатор на нивниот успех е друштвото во кое се движат. Јас знам еднаш кај последно предавање ми дојде една жена и вика: "Абе, престана, сакам да престанам да пушам, не пушам, ќе отидам кај ковшиката и ќе запалам." Значи, многу е битно за нашиот став и да го бираме друштвото во кое ќе живееме, а денеска можеме тоа бираме друштвото не вака и социјално, а можеме и на интернет каде многу се наоѓаме. Што ќе гледаме? Тоа ќе гледаме на TikTok различни предизвици кои се опасни, никак не водат или нема никаква образовна вредност, или ќе гледаме некои други кои успеале, кои ќе ме мотивираат. Тоа ќе го одреди мојот став. Дајте јас ќе се изградувам во некоја личност или некој ќе гледам некој кој кажува колку све не чини во Македонија. А има такви многу, нели? Се ова што го кажавме да го видиме во илустрирано во едно видео. Кое мислам дека на еден убав начин илустрира она што сакавме да го кажеме овдека. Коментаторот е на француски, но тие велат: "Нема ништо за Франција во оваа трка." Повторно разочарување, нема ништо. Ако гледавте вие, нели, и самиот режисер не ја даваш воопшто во кадар. Но после тоа екстраординарно, значи фантастично, ништо, фантастично. Кои елементи од овие кои ги рековме имаше оваа личност за да победи? Издржливост, упорност, оптимизам. Замислете, што ми видите, четврта сум сега. Овие моите другарки не истрча ништо. Што да правам сега ја? Адаптивност. Никакви околности, никој не мислеше дека нешто ќе биде. Али не се давам, ќе дадам до максимум, она што можам, ја верувам во себе, никој не веруваше во неа и таа успеа. Така се победува во животот. Значи, на нас е да го земеме овој клjuč и да го искористиме. Да увидиме кај себе си какви ставови ми не имаме, дали постои некакво место за ревидирање, за промена, каков став треба да инсталираме, за да имаме еден квалитетен живот. И само така ние можеме да имаме таа некоја упорност и да имаме став, ја го викам она, инат за добро. Обично не викам имаме инат за лош. Не сакам нешто. Не се давам, ќе успеам. И јас сакам вие да успеете. Тоа беше желбата моја да ви послушам во тој правец со овие предавања. Сега на вас останува што ќе направите со ова знаење. Се надевам дека нешто ќе се обидете, ќе имате некаква корист од ова и посакувам успех во вашиот живот и да бидете и имате еден убав, квалитетен, исполнет живот со среќа, со благосостојба, но вие сте тие кои треба да го направите таков. Не чекајте тој да ве снајде, него направете го да биде таков. Ви посакувам се најдобро,
Hvala BFT, super publika.